Романовце и Пчиња. Ситуацијата е следна. Значи, во Романовце стануваше збор за канализација. Тоа е еден од најголемите проблеми на граѓаните таму. Таму бев минатата година, разговарав со нив, обезбедивме средства преку Министерството за транспорт и врски. Ги ставивме на располагање и за изградба, а доколку е потребно и за правење на проект, доколку нему е готов проектот или било што му треба, а поврзано со градбата на водоводот. Или пак со градбата со канализацијата или водоводот во Пчиња, затоа што во Романовце е водовод, во Пчиња е канализација. И за двата случаи се обезбедија средства од Министерството за транспорт, и за градба, и за се што му е потребно друго поврзано со градбата на водоводот во Романовце и водоводот во Пчиња. За жал, градоначалникот на Куманово не ги оствари ветувањата што ги имаше кон нас. Имено, иако најдовме средства, иако се обезбедија доволно средства за градба и се ставивме на располагање доколку излезе поскап проектот да му се излезе во пресек и тоа да се плати. Од она што го дознав од институциите, од министерот за транспорт, што последен состанок е некаде минатата година кога прават и записник што се зборува. За да утре не се каже ти вака рече, ја вака реков, онака реков. Што држан е состанок, два пати си има сретнато министерот за транспорт и градоначалникот на Куманово после уште една состанок. И на последниот состанок направен е заклучок, односно записник со кој што градоначалникот на Куманово се обврза овој јануари сега да ги предаде проектите и барање до Министерството за транспорт. Тоа е предуслов за да може Министерството да ги инвестира парите и да ги даде за изградба на канализацијата во Романовци и водоводот во Пчиња. Од јануари до денеска помина речиси 9 месеци, градоначалникот до ден денеска нити поднесува барање, нити поднесува проекти, нити ги користи средствата и тие средства на некој начин ќе пропаднат. За жал, граѓаните на Романовци и на Пчиња нема да можат да го добијат тоа што владата им го возможува, но градоначалникот го кочи преку тоа што не ги исполнува формалните законски обврски, а тоа е да поднесе барање и да даде проект. Од овие причини, во разговор со министерот за транспорт заклучивме дека дефинитивно градоначалникот не сака да ги реализира овие проекти. После толку време, повеќе од една година на тегање, ветувања, состаноци и така натаму, и се договоривме во новата програма да ги предвидиме овие средства на начин со кој што ќе се трудиме да го заобиколиме градоначалникот и преку некоја друга институционална можност да бараме начин да се инвестира во канализација во Романовце и во водовод во Пчиња. Тоа е за сега планот. Многу ми е жал што иако обезбедивме средства, се работи за прилично големи средства, не се успеа да се убеди градоначалникот да само да поднесе барање, што од него пари не се барање.